Благодарам, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Социјалдемократскиот сојуз и неспособната влада на Социјалдемократскиот сојуз во вторник ќе ги задолжи граѓаните за нови 12,7 милиони евра. Замислете, само во месец август неспособната влада на СДСМ ги задолжи граѓаните и Република Македонија за над 43 милиони евра. А веќе само на почетокот на септември успева да ги задолжи за нови 12,7 милиони евра. За само 30 на дена СДСМ ја задолжува Република Македонија над 56 милиони евра или во просек секој ден по 2 милиони евра. Почитувани, ова е застрашувачки, ова е премногу и ова ја води Република Македонија кон пропаст и кон банкрот. СДСМ се на власт 14 месеци, а за тие 14 месеци ја задолжија Република Македонија во бруто износ над 1,5 милијарда евра. Тоа во просек е до 100 милиони евра задолжување месечно. Само на почетокот на 2018 издадо еврообврзница преку која се задолжија половина милијарда евра, за која по основ на камати само треба да платат околу 96 милиони евра. СДСМ за само половина година ја проби психолошката граница на презадолженост. Реализацијата на капиталните расходи е катастрофална и во првите 7 месеци изнесува само 21%. Ова е историски најлош резултат на една влада и едно Министерство за финансии. Ова само уште еднаш докажува дека СДСМ не се способни да ја водат Република Македонија. Во првиот квартал бруто домашниот производ беше 0,1%. Уште еден катастрофален резултат. СДСМ и Зоран Заев не реализираа ниту едно единствено ветување од предизборието во однос на капиталните проекти кои што ги ветија во нивната така наречена програма. Единствено што реализираа е скандали и афери преку кои успеа да ги испумпаат парите на граѓаните во своите џебови и во џебовите на нивните блиски. Почитувани, да го поставеа до сега бројчаникот на триумфалната капија, најверојатно или ќе прегореше, или ќе требаше да додадат уште 3 или 4 нули до крајот, за да може да ја собере целата сума од која што ја задолжија Република Македонија. СДСМ е катастрофа која што метастазира на сите нивоа на нашата држава и која што мора да се спречи уште веднаш. Што побрзо се замина, толку подобро за граѓаните и за Република Македонија. На крајот, граѓаните и Република Македонија ќе победат. Благодарам.